Одиме во Битола, колешката Александра Максимовска не очекува таму со веќе нова тема која што ја најавивме пред 8 часот. Александра, прво прашање ќе те оставам да ни ја најавиш темата, секако нема да кажам ништо сега, но прво прашање, почна ли дождот во Битола, бидејќи најавени се врнежи дожд низ цела Македонија, или се уште имаме суво утро? Можеме да кажеме дека дождот има во Битола моментално има обилни дождови. Јас и моментално многу слабо ве слушам. Се надевам дека сум дека гледачите можат мене доволно да ме слушнат. Моментално има обилни дождови, како што кажавме, и тоа веќе трае некој половина час. Исто така ќе биде и во текот на денот. Инаку на темата на која што се јавуваме во ова наше второ линковско вклучување, кое што го реализираме од стадионот Петар Милошевски, се јавуваме да кажеме дека овде пред 2 дена во вторникот се одигра еден исклучителен фудбалски надпревар, кој што предизвика голем интерес кај битолчани, меѓутоа и кај другите граѓани. Имаше посетеност од некаде околу 8.000 посетители, а сето тоа беше резултат на годишна континуирана и посветена работа и труд на сите инволвирани во тоа. Со мене утрово е секретарот на општината Борче Димитровски, со кого ќе поразговараме повеќе на оваа тема. Добро утро, Димитровски. После 30, односно 31 година можеме да кажеме, Битола повторно беше домаќин на македонската фудбалска репрезентација. Што тоа значи за Битола и какви се импресиите, како помина надпреварот, вие како домаќини, какви се вашите впечатоци? Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Навистина гордост е да имаме можност како град домаќин да имаме врвен репрезентативен надпревар на во овој случај селекцијата под 21 година. И тоа надпревар од ваков формат и тип, за жал, после 31 година во Битола, бидејќи тогаш игравме надпревар од квалификациите на селекција од иста категорија под 21 година против репрезентацијата на Шпанија. Сега коцките се посложија да тоа биде репрезентацијата на Италија, да имаме еден атрактивен надпревар и навистина огромно е задоволството, бидејќи во многу краток рок, заедно со максималните напори на Фудбалската федерација на Македонија, начело со председателот Масаро Мерагич, кој што важи за голем помагател во сите градови, значи, бидејќи точно знае што значи концептот на децентрализација во фудбал и целокупната екипа на Фудбалската федерација, но тука секако се јавните предпријатија и сите вработени во општината, кои што вложија максимални напори да за само неколку месеци, конкретно немавме ни 90 дена, да направиме комплетно реструктурирање, тоа е најсоодветниот збор, на градскиот стадион Петар Милошевски во Битола и да можеме да го прилагодиме да стане соодветен и да ги исполни високите УЕФА стандарди за одигрување на најврвни фудбалски надпревари, бидејќи секако оваа приказна е далеко од завршена, ова е само почеток и не завршуваме со надпреварот кој што помина одлично, иако резултатот не беше во наша корист, во полза на нашата Македонија. Сепак 8.000 гледачи, тоа говори дека станува збор за најмасовниот спортски настан во поновата спортска историја на Битола и ова го кажувам без никакви задршки, бидејќи многу тешко некој тоа ќе може да го демантира. Како што спомена, подготовките се одвива неколку месеци. Кои беа условите и што се беше потребно да направите за да ја добиете дозволата за да се одиграе овој прв надпревар? УЕФА и ФИФА се едни од најсериозните светски организации, независно за било која област зборуваме, и за да се исполнат нивните стандарди, навистина не е едноставно. Независно за која држава станува збор, тука нема попуштање, правилата се многу стрикни, многу формални, што се треба еден стадион да има за да може да се одиграат такви надпревари. И тука, за жал, значи, има многу луѓе кои што шпекулираат дека ние не сме ги направиле вистинските чекори за овој стадион,
но кога тој што треба да каже, во случајот УЕФА тоа го кажува, значи сме направиле се што треба да направиме. Најпрво нормално треба да има одреден капацитет стадионот, со тоа што овој стадион сега во моментот со двете трибини кои што се комплетно опремени со столчиња собира над 8.500 гледачи, еден од стандардите го исполнуваме. Меѓутоа тука се мал милион нешта кои што треба да бидат како дел од услови за двете екипи да се исполнат, па најсовремени простори за пресконференции, VIP простор, TV компаунд простор, значи за ТВ екипите, интернет низ целиот стадион кој што треба да биде стабилен, дури на клупите за резервни играчи, нови клупи за резерви, giant screen или семафор кој што го немавме, кој што е исто така донација од Фудбалската федерација, значи конкретно целокупното реструктурирање и реконструкцијата беше изведена со средства од владата, значи санацијата на јужната трибина и преку општина Битола, а огромната помош од Фудбалската федерација, која што ќе биде сигурно над 200.000 евра, беше во адаптирање на прес салите, салите за состаноци, VIP просторот, донацијата, екранот, клупите за резерви и мал милион други нешта кои што требаше да ги направиме, се со цел Битола да може да биде домакин кој што ќе ги исполни соодветните стандарди, а и публиката, не само нели играчите, делегатот, судиите и оној технички дел кој што е суштински, а и публиката вистински да може да ужива и да се почувствува европски, бидејќи битолчани се познавачи на спортот, гледале доста надпревари, не само во Битола, и на националната арена Тоше-Правевска во Скопје, меѓутоа и низ цела Европа. И мислам по нивните лица се гледаше дека може би за прв пат тука се почувствува најсоодветно како изгледа да бидеш гостин, односно гледач на еден вистински надпревар фудбалски организиран по сите европски стандарди. Така, откако еве ги спомнивте сите услови, имаме еден прекрасен стадион по сите стандарди, надпреварот помеѓу Македонија и Италија беше првиот. Кои се надпревари, какви се надпревари ќе може да се одигруваат на овој стадион? Па ќе може да се одигруваат сите квалификациони и пријателски надпревари на селекциите до 17, 19 и 21 година. И исто така надпревари од Лигата на шампионите, Конференциската лига и Лигата на Европа, се до второ коло. Значи, една широка палета на можности се отвара. Се надеваме дека и нашиот Пелистер во скора иднина ќе биде дел од европската приказна, тука ќе може да одиграме европски надпревар, но ќе можеме да бидеме домакини на други екипи од нашата држава кои што немаат стадиони кои што ги исполнуваат УЕФА стандардите. И она што го најавив на почетокот на интервјуто, кога кажав дека приказната всушност сега започнува, односно само започна на 9 септември 2025 година, продолжуваме веќе на 10 октомври, кога репрезентацијата на Македонија ќе биде домакин токму во Битола на стадионот Петар Милошевски, повторно во квалификациите, во квалификационата група за селекции под 21 година против селекцијата на Арменија, а во текот на ноември ќе одиграме уште два меѓународни надпревари против репрезентациите на Шведска и на Црна Гора. И има уште едно изненадување, но тоа ќе го каже и клубот ФК Пелистер за неколку денови, меѓутоа со цело право зборувам во име на општината, бидејќи ние сме основачи и 100% собственици на тој клуб. Во текот на месец октомври се спрема голема представа, прослава на 80 години од постоењето на фудбалскиот клуб, заедно со 40 години постоење од најувачката група Чкембари, кои што малце порано во септември ќе ги започнат своето славење. И тоа круна ќе биде еден меѓународен меч кој што за неколку дена ќе го имаме, кој што повторно ќе се одигра на стадионот Петар Милошевски во Битола. Значи Битола е спортски град, го сакаме спортот и затоа општината, еве во случајот со Фудбалската федерација, направи максимални напори да го овозможиме тоа на публиката. Битолчани се извонредна публика, тоа е докажано и познато е на секаде и се надевам дека овие информации кои што ги споделивте за наредните надпревари, како и за јубилеот, особено ќе ги израдува нив. Сега повторно на темата на спортот, меѓутоа ќе се осврнеме на спортската инфраструктура. Најавивте реконструкција и изградба на 11 спортски игралишта. Па да, многу е важно. Убаво е да имаш стадион по сите стандарди и спортска сала која што е дамнешна желба да се изгради во Битола и правиме напори тоа да стане реалност, но сепак
многу е значајна и основната инфраструктура, бидејќи спортот започнува од најмлади години и ако ние немаме инфраструктура во училиштата, значи училишни спортски игралишта, соодветни училишни спортски сали, многу е тешко да се постигнат успеси. Од тие причини, со поддршка на владата, ќе се градат 10 спортски игралишта, но не 10 спортски игралишни комплекси всушност, на број се преку 24 во основните училишта во нашиот град и 3 спортски сали кои што ќе почнат за скоро да се градат во основното училиште Стив Наумов, Тодор Ангелевски во Долно Оризари и спортската сала во училиштето во Бистрица која што се гради. И тука ќе овозможиме соодветни услови прво за најмладите да го засакаат спортот, да водат здрав живот, а понатаму дел од нив да бидат на теренот, а дел да бидат во публиката. Така, ви благодарам и посакувам многу големи успех. Благодарам на поканата. Ване, тоа е се од разговорот со нашиот денешен гостин Борче Димитровски. Ние овде ќе се одјавиме затоа што овој дожд проследен со ветер веќе почнува да прави проблеми.